Нагласивте и некои мерки кои до сега не ги имавте, а тоа е, например, за бесплатен јавен превоз, па и за студентите, за средношколците. Да, имаме за младите доста проекти. За младите. По мене клучниот проект е овој кој што малку пред изборите го донесовме веќе како закон и тој сега почнува да се спроведува, а тоа е секој работодавец што ќе вработи млад до 29 години во првите 12 месеци да биде ослободен од плаќање на придонеси и на персонален данок на доход. Тоа е од бруто платата околу 34%. Каков е интересот за тоа? Па пред недела дена имаше објава во медиумите дека до тој момент работодавците поднесоа за 700, значи за непуни 2 недели поднесоа барања за 700 нови вработувања. Но, ја ве прашам... Сега во овие десетина дена од тогаш сигурно е над 1000. Не знам, дали е тоа според вас малку, многу, средно? Сосема задоволително во однос на она што го очекувавме, дури над очекувањата. И обврската му е да ги задржи после најмалку уште 12 месеци на работа. Не само да искористи таа можност и да ги избрака. Значи, минимум уште 12 месеци да ги задржи на работа. Имаме и други проекти поврзани со младите. Имаме многу варијанти на ова. Например, да го земи 3 месеци, државата да му плаќа нешто, ама да го задржи уште 3. Значи, ова е 12 со 12. Има 3 со плюс 3. Има 6 со плюс 6. Различни варијанти, оти на некои им треба за краток период. Ама ако и за краток нека ги земат. Сезонски искуство. Значи, предпоставувам, сезонски за време на туристичка сезон, зимска, летна и така натаму и така натаму. Се предвидува исто така еднаш во месецот да има бесплатен билет за железница во еден викенд за пензионери, односно постари и повозрастни од 62-64 години. А во друг викенд да има исто така за млади, за широ Македонија. Млади до 27 или 29 години. Исто се предвидува за младите секој четврток да има бесплатен јавен превоз, бесплатно одење во кина, театри, опери и се што е поврзано. Пензионерите имаат бесплатно во четврток? Пензионерите имаат бесплатно секој ден. Значи во четврток ќе биде вистински калабалак. Ќе купувате нови автобуси? Ако треба ќе купуваме. Ако треба и ќе купувате. Добро, пазете што сте рекли. Ја викам дека брзо ќе ви требаат. Пензионерите ќе добијат уште еден ден бесплатен превоз во недела. Сега го имаат вторник, четврток и сабота. По изборите ќе го имаат и недела за бесплатно возење, така да полека ќе почне да се рестретуваат тие денови каде што. Добро, најдовте ли нафта? Кажете ми. Најдовте нафта, плин? Ова се многу сериозни. Значи, ја разбирам Кувај да даде бесплатен телефон, бесплатна бања, бесплатно ова, бесплатен превоз. Можеме ли ние како држава, нели ние сме сиромашни, ние немаме доволно, или ни се менува сликата со овие инвестиции? Од каде се сиве овие пари? Ова сигурно не е задолжување. Сите пари се од Ова не е задолжување. Домакинско не е задолжување. Од домакинско и правилно управување со буџетот. Тоа што многу често не напаѓа опозицијата, наоѓа понекогаш некои примери што може да ги изиритираат посиромашните граѓани, од типот, не знам, споменик или нешто што може да заличи на луксус и така натаму. И ги наоѓа тие и само за тие зборуваат. Па добро, легитимно е. Не зборуваат колку државата ги намали деноците. Ке се фатат за некоја грешка, за нешто. Пошто тоа е тоа, сега легитимно има нивната воля. Да, треба се борат за окей, ама ние секоја година со намалени даноци, еве сега намалуваме данок на ДДВ. Добро. За сточна храна, адитиви на сточна храна, живи говеда, жив добиток. ДДВ за бебешки производи, ДДВ за училишен превоз. Значи ние континуирано намалуваме даноци и тоа не носи повеќе приходи во буџет. Зошто овие категории 5 посебно им го намаливте данокот? За секоја има приказна. Така. Прво, за сточна храна и адитиви за сточна храна. Ние неколку години имаме состаноци со Сдруженијата на земјоделци. И тие ни објаснуваат дека тоа нив им е многу важно. Дека произведеното месо што го прават не им е конкурентно доволно со странското, затоа што висок им е данокот на додатна вредност и ако се намали, ќе се намали и цената на месото, бидејќи цената за прихранување на стоката се намалува за 13%. Правевме пресметки, правевме математики, седевме со нив, разговаравме и на крај донесовме заклучок дека се во право и дека треба да им се помогне. Или да речеме за
бебешки производи, тука па има друга димензија. Тука има димензија демографскиот фактор, односно охрабрување на што повеќе родители да одат на повеќе деца, а да трошоците им бидат помали за купување на пелени на сите бебешки производи. Бидејќи Македонија во бела смрт. Училишен прибор. Направивме еден чекор крупен со кој што родителите веќе не купуваат книги за учениците во сите основни и во сите средни училишта. Сега може да купуваат тетрадки, ленјери, моливи и слично. И на тоа го намалуваме ДДВ-то за да поевтини за 13%. Значи се е со цел, се е планирано и се си има зошто. И во една таква ситуација, кога континуирано ги намалуваме доноците, ние имаме повеќе приходи и почнуваме да ги користиме за инфраструктура, да ги користиме за социјала, да ги користиме за други работи што треба да се направат. Не разбирам како ако ги намалувате го намалувате ДДВ-то имате повеќе приходи. Така рековте. Да. Па расте прометот или се намалува евазија. Апсолутно. Се намалува интересот за евазија. Значи, добро. Ова има една трговска приказна, како што вика еврејската. Продавај повеќе со помала маржа, е добита многу поголема. Значи, луѓето да биде еврејската кај нас функционира. Кај нас функционира. Значи, многу пониско, но и тоа е тоа што ти реков на почетокот на емисијата, подобро си ја знам државата и народот отколку ММФ што ги знае. Зашто они се сложија после година дена? И сега не фалат секаде. Каде ќе стигнат, не фалат за тоа. И не само они, и многу други. Едно од омилените теми за кои бевте мета на опозицијата беа инфраструктурните проекти. Едноставно ве напаѓаат дека не инвестирате во инфраструктура, во патишта, во автопатишта, во железница и така натаму. Еве сега па вистински бум правите во тоа. И сега па ме критикува, така? Сега не сум чул да ве критикува. Како не критикува? Пак не им чини? Добро. Се извинувам. Како беше она далматинската? Сме ја кажале нешто? Не, која? Вика, јос се ние родија, они кои е свима погодија. Не знам ова. Се уште не се родил тој што на сите им погодил. Тоа не ја знам. Критикуваат и за тоа. А како и да е, ние имаме сериозна програма во делот на инфраструктура. За најголем дел веќе се обезбедени средства или договори или било што. Значи во моментот градиме 3 автопати. Демиркапија Смоквица, Кичево Охрид, Скопје, Свети Николе Штип. Никогаш во историјата на Македонија не се градиле 3 автопати во исто време, особено во лукава вредност, околу скоро билиарда ќе стигне вредноста. Ниво на време? Во бивша Југославија? Ниво на време. Одеднаш не се градиле толку многу. Плюс планираме други патишта. Планираме кон Бугарија во 16-та да започнеме градба на 4 ленти. Значи, нели ние под автопат подразбираме 6 ленти. Ова ќе биде автопат со 4? Ова не автопат, го викаат експресен пат со 4 ленти. Со 4 ленти. Како Тетово Гостивар. Така. Со можност за проширување за по уште една лента од двете страни. Понатаму кога ќе се зголеми нивото на сообраќај. Во овој момент нивото на сообраќај меѓу Куманово и Крива Панка е многу мал. И нема економска оправданост за градба на 6 ленти. Но 4 ленти вршат огромна работа, Јанко. Тоа ќе бидат нови 4 ленти, не овие да се прошируваат. Нов, и што е најважно, стандардот на тој пат ќе биде како за автопат. Што значи тоа? Автопатите имаат стандарди колку степени смее да бие закривеноста, колку степени надолу, нагоре. Значи, ќе се гради со стандарди за автопат, 4 ленти и со можност во иднина да се прошири со уште 2, односно по една од двете страни. Се планира исто така 4 ленти од Охрид до Пештани за растаретување на сообраќајот над Пештани позади. Овој доле ќе се остане. Каде ќе идете со тој? Тоа доме над Пештани. Над Пештани. Одозгора, значи не знам како да го опишам. Овој сегашниот е долу. Да. И одма после езерото. Добро. Или обратно да збориме, езерото, па патот, па Пештани. А тој останува доле? Од другата страна, значи позади селото. Добро. А овој доле останува? Тој останува. Останува како што? Како пат. Нивни локален? Нивни локален пат, стар пат, да. Важно, главниот сообраќај ќе се одвива надвор. Главниот брзиот сообраќај, тие што сакаат побрзо да стигнат, ќе одат по Јадранска магистрала се. Охридска магистрала. Охридска магистрала. Тој треба да се догради во иднина до крај, до Светинал. Тој би требало да биде така. Но нели моравме да кратиме пола буџет. Така рековме. Викаме, ајде во овие 4 години ние да тераме ова да го направите. Здравје Боже.
А значи во првичната варијанта ви Во беше до првичната крај? беше до Светинаум, да. О, тоа ќе беше прекрасно. Да. Ама немаше па нешто друго да изгради. Јасно. Затоа одиме сега на еден куп, имаме регионални патишта. Се отвара нов пат помеѓу Крива Паланка и Каменица. Од 17-та Крива Паланка, Каменица. Добро? Да. Од 17-та ќе почнеме со радови Штип. Добро. Имаме многу реконструкции. Скопје македонски брат? Преку ловиштево? Тој не е сега во оваа Не. програма. Тој некако Тој ние направивме, го споивме. Знаеш што? Немаше спојка, го споивме, може да се оди, само има еден дел има, Кај што не се оди? каде што се оди, но не може во две смера, односно има режим, од толку до толку часот во едниот смер, од толку до толку, но не е оптеретен тој многу пат. И тако како што е сега нема коли. Па кога би бил, може би бил по... Пресметките за тој пат се за нов да се изгради. Добро. Значи, таму има логика како се изгради скроз нов. Ова е цел кривини. И да го прошириме, да виде па поисплатливо ќе ти дојде да одиш за македонски брод или преку Кичево или преку Прилеп. Пошто е многу кривини. Таму, ако се гради нов, треба скроз нов, на ниво на автопат, со стандарден автопат. Стално го гнјавам Јанакиевски за овој Тоа пат. е екстремно скапо, бидејќи многу планини има. Не исплатено. И тогаш ќе треба да отпаднат повеќе од пола од сите други што ги правиме. Јасно ми. Значи, знаете, ние немаме неограничено пари. Ние имаме некои ограничени пари и ограничени можности за задолжување. Добро, на моменти делувате стварно како да сме нашле нафта, како да лежиме на нафта, па имаме вишок пари, од каде се ова излегува. Навистина, многу амбициозно. Но, За да Охрид продолжиме Кичево овие. и за Скопје Блаце ќе отвориме оглас за концесионер. И ќе се обидеме да најдеме концесионер. И тука веќе почнавме процедури. За Скопје, за Кичево Гостивар веќе Малку тешко идеше со концесионери. идеше за патишта. тешко затоа што за сите објавивме. Ние прво направивме обид за сите. Сите овие што ги збориме за сите. И не се јави никој, не е исплатливо. Работејќи со овие со AFC, излезе дека најфреквентни се овие и тие не се доволно фреквентни и кај тие ќе треба субвенција од државата. Значи нема да бидат чисто концесија без учество на државата. И дека ако некаде има шанса, тоа е Кичево Гостивар и Скопје Блаце. Кичево Гостивар и Скопје Блац. Да, и ќе направиме обид. Ако не успееме, ќе видиме што понатаму. Можеби за дел од нив ќе најдеме средства, можеби ќе ги одложиме за следен мандат, ќе видиме, но ќе направиме се што е во наша моќ да најдеме концесионер. Се предвидува исто кон Прилеп, пат експресен со 4 ленти, од Градско преку Росоман до Прилеп. Се предвидува сега не ги памтам, многу реконструкции има. Само на Александар Македонски магистралата има на 3 или 4 места реконструкции, например од Демир Капија до Неготино, Скопје Велес или ми се чини Куманово Миладиновци. Тоа се исто си кошта. Кој е 17 милиони, кој е 25 милиони? Се радува предницата на мојот автомобил веќе. Не, стварно, Велес Скопје беше веќе во таква во обратен правец, навистина многу оштетен автопатот. Но добро е што овие работи се случуваат. А кажете ми малку сега Има многу реконструкции има. Сакам тоа да го нагласам. Ги има во програмата, ги има и во секојдневните спотови каде што јас ги кажувам и каде што и во митинзите ги кажуваме, да не оптеретувам сега емисијата да ги исчитам сите реконструкции. Навистина има огромен број на реконструкции, некаде реконструкција со проширување и така. Има доста. Има и во сите делови на Македонија се града доста. Не дали е доволно? Не е доволно. Уште треба. Да ве прашам, у 4 години не може се да се заврши. Да ве прашам, упорно барате големи инвеститори и упорно многу тешко иде таа работа. Не ми е јасно зошто и како. Знам дека основна работа е од оној куп на пари што се во македонската економија. Што доаѓаат? Значи, и од надвор, од нашите иселеници, и што се произведува овдека и што се извезува, тоа е толку е купот и гледам дека тоа сте го растегнале до последна, како никогаш до сега, максимално. Но она што е потребно, се потребни големи инвестициски фондови, циклуси и така натаму. Ја затоа ве разбирам кога беше Субрата Рој, кога беше Карлос Слим, но гледам дека такви ликови, такви луѓе многу тешко, кога беше емирот од Катар и така натаму. Такви луѓе имаат енормно многу пари, обично се нели малце шарени како ликови,
како со брата Рој, па апсење, не апсење, па ќе биде, па нема да биде. Вие положувате надеж, а потоа ве пукаат како да вие сте виновни за нивната состојба, нели? Но прво можете да ги искоментирате овие три работи и тој инвестицијски циклус. Дали ние можеме некогаш да влеземе на мапата, да бидеме интересни за тие големи финансиски компании, центри кои би инвестирале многу повеќе, бидејќи сега све ова адхок дошол Дрексте, дошол овој, не е адхок. За ова многу се работи. Не е ништо адхок. И секоја нова приказна, секоја нова фабрика шири позитивна енергија на други. Знаете, ако Ванху дошол од Белгија... Ама да имаме ние овдека банка која инвестира, од која они ќе влечат фондови, која она ќе пушта тој капитал. Имаме ние банки повеќе отколку што треба. Добро, зборам за нашите. Некои од нашите банки влечат пари. Некој влече од надвор, некој влече од наши банки. Не ви го разбрав прашањето тука. Каква банка да имаме? Добро, ајде да парафразирам. Значи, инвестицијски фондови, како што има во развиениот запад, каде што... Она што всушност ја можам да го разберам од вашето е дека најкрупните инвеститори потешко наоѓаат интерес во Македонија. Катар го спомнавте, Карлос Слим и други. Логиката е во тоа што тие инвеститори бараат само многу крупни проекти. Например, на Катар ние понудивме многу проекти и се гледаат мали. Се уште сме во комуникација со нив, меѓутоа се им се гледа мало. И ве ги најавите дека ќе отидат во Србија, да, заради тоа. Во Србија, колку што знам, се од Дубај, не се од Катар. Колку што знам. Ако има нешто ново што не сум чул, не знам, но ако мислите на Белград на вода и слично, тоа е друго, тоа е од Емиратите, не од Катар. Значи, они бараат многу крупни проекти, кои што во многу мала држава и ги нема. Да речеме, они се заинтересираа само за докапитализација на еле. Само тоа ги заинтересира и после рекоа, ај нешто да почнеме со нешто ситно, па рекоа за бензински некои, не знам, печеи се дотворат или повеќе. Ама тоа им се гледа како многу ситно. Како е со многу големи пари работа. Или Карлос Слим, да речеме. Добро. Најбогатиот човек. Тој веќе влезе во Македонија, ама индиректно влезе. Го купи австријски мобикол, мобилната телефонија во Австрија, која што па кај нас има тој нели третиот мобилен оператор. Така. И он индиректно е собственик на третиот мобилен оператор во Македонија. Кога дојде тука го немаше се уште направено тоа, подоцна го купи австријскиот и нормално кога го купуваш главниот, ги купуваш и неговите фирми ќерки. Но не е лошо да се има контакти со такви луѓе. Тие отвараат многу други врати. Еве да речеме, комуникацијата со Карлос Слим многу ни помогна во комуникацијата со Филип Морис, затоа што тој доскоро бил таму еден од најкрупните акционери. И кога дојде, ние му правевме една презентација за сите можности. И меѓу другото му кажуваме, имаме комбинати, бараме стратешки партнер. Со Филип Морис имате нешто комуникација? Па викам, пробавме моминатото, не покажа интерес. Ај за ова јас ќе видам што можам, ќе зборам со нив.